од мене. Ти благодарам Исо, а ние одиме натаму. Продолжува нашата утринска отворена програма, информација точна и навремена. Одиме со уште една трета тема, многу интересна, се надевам за сите вас, и повторно уште една дилема. Имаме прашалник, вели вака: отворени или затворени трговски центри? Не е дека ќе гласаме дали сакаме повеќе отворени или затворени трговски центри, нели? Туку ќе го кажеме својот став, своето мислење. Отворени се телефоните на телевизија Нова 2402-005 и 2402-002. Само за вас. Вие ќе го имате главниот збор, но имаме и двајца гости. Добро утро или добар ден веќе? Добар ден. Добар ден одамна. Морам да го прашам особено Мартин. Да, Мартин Трпчевски не сме се виделе колку многу години. Многу години, да. Учевме во Јосип Брос, така. Мартин потоа замина на работа во странство. Да, гастарбајтер да изиграва. Малку беше во Белград нека 5 години, па во Сплит беше, па натаму и се прибра пред едно 4 години, 5 така нешто. 4 години. И како е? Добро. Добро. Да, добро. Мене ми е добро. Да, се оженив, 2 деца, топ ми е сега. Главата толкава. Да, и кога стануваш тогаш? Па 6. 6, да. И кога тргнуваш во сообраќај затоа што си дел, имавме денеска безбедност во сообраќај, имавме таква тема. Како ни сообраќајот? Па јас се движам воглавном со мотор. Добро. И многу ми е проблемот со вајле, пошто веројатно пола шофериве спијат. Значи уште спијат на волан, некои имат чак и кафе пијат, нели, припадничките на понежниот пол покушаваат да се шминкаат, чак имам видено и лакираат. Лакираат? Да. Па супер. Значи тоа, едноставно мене ми е игра на среќа да стигнам од дестинација до дестинација Б. Од точка А до точка Б. Како беше ова утро? Затоа што ми спомена сега, нели, вака во овој брзо муабет дека имаше некоја обиколка низ Скопје. Да, скоро цело Скопје. Сакаме да ги информираме гледачите како е низ градов. Тешко е да ти кажам, поготово кога си со мотор е многу тешко. Гужва, ете више готово спласнува гужвата, не е како на Сабајле или во 7. Меѓутоа се уште опасно, нели? Мора многу да се внимава. Мора возачите на автомобили многу да пазат на точаци, на моторциклисти и тоа е, иако за жал не пазат. Не пазат, да. Каков е Мартин како учесник во сообраќај? Многу културен, многу примерен. Значи на вистина, да. На вистина, она што ми дозволува моторот да го правам, јас го правам на најбезбеден можен начин што може. Супер, искористивме тема во тема, така и ова е пиаровски потек. За да се префрлиме на оваа. Де стига да се отвори. И сега со моторот ти стигаш до Ситимол. Ето, ја побрзавме. Да. Затворен трговски центар, вели Мартин? Па трендот да, трендот налага да е затворен трговскиот центар. Ти ни каже пиарот како експерт вака што вела другите. Да, значи јас сум навикнат нели секаде каде што сум бил надвор. Секаде трендот е и нели затворен трговски, не знам, поубаво е. Мене ми е бар поубаво, по некаква интимна. Добро, ќе ни кажеш зошто е поубава. Марко Костадиновски, добро утро, односно добар ден, веќе се договоривме, и Марко е ранобудник, така? Ранобудник, да, 6 сат ми више 6 сатен ден. 2 деца, нормално е, тоа е, и покасно и да сакам не може. Да, а како Марко помина низ гужвата во сообраќај? Лесно беше стигнување до телевизија? Да, лесно за разлика од други денови, денеска некако посебно лесно, не знам зашто, вајда покасно дека излегов малку од дома, па вајда избегнав таа гужва секојдневна која што се случува. Да. Али генерално е окей. Да. Али како што кажа Мартин, проблема. Секојдневно се расправаме со секакви типови на возачи, се нервираме непотребно и ствара некоја си тензија. Кога сме кај возачките или припадничките на понижниот, имаш минкање на вистина и лакирање ногти. Има и лакирање ногти сум видел, да, со застанување, губење на едно 30 секунди свирење џабе. Тоа мора да си го овато. Најголем проблем е кога на вистина сега толку може, толку и се можностите да вози. Добро. И уште кога ќе видиш дека на телефон разговара и со една рука не може ни воланот овдека да го смота. Па не може ни да се сврти пошто разговара на телефон, значи тоа ми е човек, јас застанувам, се смеам. Значи јас се остави го телефонот. Застани, разговарај, знаеш. Он може и ги опоменува, им тропне на прозор и како. Дај телефонот. Шо Марка? Марко, како пиар и воопшто како човек кој што се движи, нели, купува, пазарува секако, затворени или отворени трговски центри, да се вратиме на тема, или да отвориме темата? Да отвориме темата, значи генерално затворените шопинг молови, шопинг центри се тренд. Има многу
аспекти кои што тоа си го носат и си придонесуваат, почнувајќи од комодитетот претежно кој што сакаме ние луѓето, нели, сакаме да отидеме на едно место, да искористиме максимум што можеме, бидејќи нели сите тие молови сега се градени со таргети како што треба. Food corner, beauty corner, не знам, спортски дел, детски дел и ред други работи. Мора да влезеш никаде, така? Да, и мора некаде да се влезе и имаш како да го прошеташ цел. Значи идеш тематски и генерално имаш што да се види. Нормално, нели, летно време се свежи, луѓето одат намерно за да поминат време да ги избегнат топлините, бидејќи отворените генерално е топло, нели, нормално. А зимно време се избегнуваат тие ладни денови. Значи генерално сликата е дека шопинг моловите, затворените шопинг молови се поголем тренд и затоа ни се случува она што ни се случува и кај нас, да овие што се отворени шопинг центри кои што ги имаме полека тонат. Полека изумираат. Да. Добро, ама јас мора да ве вратам на времето кое што нели убаво беше едно време кога ГТЦ функционираше или беше единствениот отворен мол или трговски центар таков кој што го имавме и можеби немаше каде или ние бевме научени, така, не знам како да кажам, па купувавме таму. Ние со ГТЦ, значи ние реално немавме друг шопинг мол. Така, ама и таа никаква комоција пак на излез и влез без врати, можеби создава други можности, не знам, да поминеш со велосипед, така да. Тоа се проблеми. Да, значи сепак не знам кога е ладна ти не можеш во ГТЦ да се прошеташ. Меѓутоа ГТЦ е символ на градов, така да мислам дека не дека не функционира као шопинг мол, функционира, меѓутоа сосема атмосферата друга, кога ќе прошеташ, знаеш, некако си нонстоп на отворено, влези, излези, не свееш додека во затворените, да речеме, молови. Прво ја немаш ти сега на плюс 40-50 кога е во Скопје, влегуваш во продавница која што е добро разладена, излагаш надвор на топло, па пак влагаш. Знаеш, сето тоа е избегнато во овие затворени шопинг молови. А иначе ГТЦ е, како што кажа Мартин, скопски бренд, како да кажеме, некој символ на сите имаме некакви спомени кон ГТЦ, така да. Тоа што дефинитивно според мене за да го добие тоа што треба да го добие, да стане пак назад да се врати неговиот жар, треба да претрпи некоја си модификација, да се адаптира на тие некои трендови, бидејќи стварно е невозможно да се шета во ГТЦ поради дождови, ветрови, не е затворен. Значи не се инвестира, плочки искршени. Мислам има многу работи кои што треба дефинитивно да се средат и да се коригира. Да. И сега имаме овде еден повод, нели, за кој што ја создадовме оваа тема, отворени или затворени трговски центри. Се вика Сити Мол слави 5 години. И сега за да ни ги кажуваме ние бројките, ќе го замолиме уредно Дарко Панчевски од Сити Мол да ни ги кажа бројките, а потоа ние се враќаме со другиот дел од муабетот за она што го нашавме како тема. Одиме. Мол во својата 5 години има 35 милиони посети до средината на месец септември, 1 милион и 680 илјади посетители во киноцентарот. Продажбата од 2012 до 2017 се има зголемено за 51%, а потрошувачката кошница на еден посетител е за 31%. Зголемено тие се параметри кои ни покажуваат дека трговскиот центар функционира, дека нашата економија полека, но сигурно расте. Скопје Сити Мол многу допринесе до градот и за овој регион општо. Се донесоа странски брендови кои претходно не беа тука. Ги помогнавме локалните брендови да отворат своји локали и да го дигнат нивното ниво едно ниво погоре. Направивме и поддржавме над 350 хуманитарни настани и иницииравме самите. Дадовме поддршка на секоја една продуцентска куќа која ќе сака да го промовира својот настан. Направивме на платформа каде што и на нашите посетители и на луѓето во градот им направивме едно место, еден хотспот од каде што секогаш можете да видите позитивни вести и секогаш се грижиме за нашите потрошувачи да добијат нешто повеќе од она што редовно го добиваат при одење на пазарување. 35 милиони посетители. Се договоривме како е тоа, така? Со people метри, да. Секој број се евидентира, да. Добро. Попис прави цел ден. Па претпоставувам, да. Само се врти таксиметар од човека. Да, колку луѓе. Што е она што лично на Марко му се допаѓа, да речеме, во Сити Мол, како затворен она трговски што центар? мене лично ми се можноста што и можностите кои што ги нуди. Значи буквално реално да зборуваме, кај нас тоа што го нуди Сити Мол не може ниту еден друг мол да го понуди, од аспект на брендови, од аспект на не знам понуда на храна или не знам си друго што.
Така да генерално мене тоа ме привлекува. Бидејќи ми единствено место кај што нешто можеме да најдеме. За разлика од, не знам, улица Македонија која што одамна веќе е мртва освен со кафичи и ГТЦ како што кажавме дека уопште полека изумира. Стагнира. Да. Па 3-40% е сигурно неискористено се излизани веќе и отидени по другите. Нема. трговски Интересот е центри. многу мал за разлика од Сити Мол кој што има голем интерес. Значи директно вклучен сум во нивното ајде да кажам работење, ги знам сите аспекти, знам дека интересот е стварно голем. Тоа го покажува и интересот од регионот, бидејќи доста луѓе кои што се од Косово, Јужна Србија, Албанија, па и да речеме ајде и бугарите знаат да дојдат, иако и они имаат голем број, огромен број на молови, така да е регионален центар. Значи тоа е многу важно бидејќи луѓето барем за викенди можете претпоставам сите луѓе кои што биле дека е преполно со луѓе кои што се од надвор. Најчесто се тоа од Косово, кои што го гледаат Сити Мол стварно како Јас стварно интересно. сакам да прашам освен посетителите, има ли некој начин како да речеме пиар, треба да дознае што е она што не им се допаѓа или што е она што им се допаѓа. Нели зборуваме генерално ние сега за луѓето што им се допаѓа, што е она што им се допаѓа, што не им се допаѓа. Има ли некакви таргет групи кои што ги прашувате? Не знам, ако е преголем, да речеме некој од овие брендови, така и влегувате во продавница каде што буквално се губите во сето тоа, така. И сега ве прашува што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа. Има ли такви начини на тоа како да го направиме и тој простор внатре во самиот трговски центар по Има нормално секојдневно по социјалните истражувања, не знам, такви. Да, се случува да си коментираат луѓе да се кажуваат, нели нормално македонецот, односно ние сме како нација увек незадоволни, увек мислиме дека треба се да биде на друго некое си ниво, кое што... Од што се незадоволни луѓето кога станува збор за Сити Мол? Што велат, што му треба? Значи не е дека се незадоволни, значи што треба се промени? Имаше еден проблем, тоа беше генерално проблем пошто луѓето не веруваа во тие попусти. Нели кога ќе се појават тоа е најголемиот проблем генерално затоа што сите имаат поплака некаква си ова е нереално, ова е лага, ова не е лага, меѓутоа тоа може би било некогаш така, меѓутоа во последно време не е така и таа ставка на незадоволни луѓе од аспект на цена и поварувачка и на понуда, они се стишуваат. Затоа што веќе да речеме ајде Inditex како бренд, групација која што ги носи најголемите брендови кај нас, можеби не сме да си дозволи таква некоја играчка и да направи некаков проблем каде што ќе му влијае на неговиот имидж или пак на нешто. Така да тоа е веќе искристално чисто и јасно, за разлика нели каде што ќе најдеме во другите молови, овие што се отворените, да не ги менуваме сега да не се осетат некои навредени, каде што има некои брендови кои што не носат некаква си трговска марка, нема си некоја позадина, па може да си играат со тие брзи пари, што ги викам да ги направат врз основа на влага и на превара врз тие попусти. Така да тоа е едно од незадоволството кое што вака се вело, инаку грото се задоволни бидејќи можностите и оние работи кои што Сити Мол им ги нуди е стварно огромна палета. Почитувајќи, не знам, детски недели, не знам, Black Friday кој што е препознатлив на секаде ни светот, новогодишни представи, еве роден денот и ова активност сега која што ќе биде. Мислам тоа е нешто што никој не успел да го направи од 99-та година, мислам дека да ги собере. Од 99. Така да тоа е стварно интересен подвиг и мислам дека заслужува големо внимание. Бидејќи ретко кој инвестира толку многу за популацијата, за луѓето. Ќе одиме кај ретро журката, ама да стигнеме до неа, сакам и Мартин да го прашам, има ли нешто во тој затворен трговски центар, еве во Белград, нели, кога беше на привремена работа во странство, како беше таму, како е овде? Што на пример можеме да ископираме да донесеме или се е кристално чисто и тоа е принципот на работа? Тоа е кристално чисто, значи Сити Мол е изграден по терк, значи не е тоа дека седнале мајстори од Паланка и го граделе, значи све е исто, тоа е класика за еден затворен мол. Значи предноста каде? Ти имаш целодневна забава. Значи имаш забава баш од 7, макаки и помалце до 77. Значи тие Сити Молови се такви, значи комплетна забава ти нуди да не мораш да идеш некаде, него да си тука присутен. Значи ти си тука присутен. Ја да речеме можам да си седнам доле, да си пијам кафенце. Да пуштам... Тоа се мажите, значи мажите пијат кафе. Така. Жените ги пушташ да роварат. Така. Добро. Децата... Ами им даваш една картичка. Не им даваш картичка. Не им даваш картичка. Не им даваш картичка. Дека сте договориме како правиме. Не, они треба да изроварат. Добро. Значи нивно е да изроварат. Ние гледаме. Така. Децата ти се негде згрижени, нели, на журка на ова, на она. И едно време, пошто нели жените подолго време мора да роварат големо молот, имаш варијанта каде што можеш да идеш да доручкуваш, да ручеш, да било што. Пошто ни роварат. Така. Кога жените ќе изроварат, ќе ги собереш децата. Добро.
со женати и картичката во рука, никако ке не извика. Ама ти како супруг, така, мажи? Да, мажи не, сите никако мораат жени. така, мораат така, мораат. И идеш ти, само ја пројдеш картицата. Толку е. И дадеш ли картица во рука, готово, папала Ама баца. не, а не чекаш да проба нешто да видиш како изгледа или не? Не е тоа да Леле. може да се договорите нешта? Не се договарате што како Премногу време е тоа. Не, а? Не, значи кај мене, окей, добро, 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 добро. Или, зашто? Зашто? Значи, таква е варијантата. треба. Тоа е забавата, ме свееш, тоа е забавата што ти Каква забава до Све тука песност. на купче, само ти пеглај картицата, така. И забава до песвест ќе ги има и нови дечки ќе бидат? Нови дечки нема да може да стигнат, нема да затоа што стигнат. па не, затоа што секој се на своја страна. Аха. Меѓутоа програмата е навистина многу богата. Ќе има стари дечки. Па они се веќе стари, меѓутоа не, се шалам Да. далеку од Се тоа дека шегувам се и јас стари, сега, така. нели? Значи, меѓутоа навистина секој со своја работа никако не можам да ги искомбинирам, нели да настапат сите заедно, а не би било окей еден да дојде, еден да не дојде. Така да кажеме прво што е, значи Ајде, да кажеме прво за што станува. така. Ова е една идеја што мене малце подолго време во глава ми се моташе, меѓутоа си бараше реализација, нели? И сега не можам јас да ја реализирам овака, Како вака? вака. И испадна, ајде исконтактиравме со City Mall, каде што беше даден предлог, другари, ајде малце да поработиме со македонската музика. Како што, зашто, кога им кажав списокот на На настапувачи, луѓе кои што сакам да ги така, викнам? кои што сакам да ги соберам на едно место, што се нема случено 20 години, затоа што поголем дел од нив веќе не се занимаваат со Со музика. музика, така е, да. Значи, секој си брка работа од кај што може да преживее, а не од музика, пошто во Македонија знаеме дека Не се живее. не се живее во музика и значи сите се ориентирале на нешто друго за да си го, нели, олакшаат животот малце. И тогаш се договоривме, излегоа, значи ни дадоа City Mall поддршка. Ајде. Почни, мада никој не веруваше на почетокот дека вакво нешто може да се направи. Затоа ги поканувам, нели, сите гледачи 7 ноември, октомври, извини, 7 октомври Добро. во 21 часот. Во 21 часот. Во 7 21 октомври. часот. Значи има една одлична бина, Добро. огромна бина, каде што ќе можат да ги видат. Леле, Чекај имам се. список цел. Имаш? Нешто Немаш. видов. Виде, кај зиркаш ти. Зирнав. Значи, Александар Митевски, Принц, Дарио, Биба Додева, Искра Трпева, Пис Брадерс, скопските девојки, нели, Маријан Стојановски, Ребека, Период Нокаут, Маја Панчева, Ристо Самарджиев, Бени Шакири, Багаш, Силви Бенд, Гиш, Угро, Верица Пандиловска, Фицо Студени Нозе, Тамара Тодевска, Владко од Морал, Кристина Арнудова, значи и уште неколку изненадувања. Значи не сакам сега да откривам, меѓутоа најавени се уште неколку изненадувања. Така да мислам дека овој концерт јас и Билјана Максимовска ќе бидеме водители на сето тоа. А има крај на журката? Нема, има почеток само. Така? Нема, веројатно и тоа ќе се претопи све понатака до касните, нели, часови. Да. Сигурно да се бајле, да. Сигурно, Сигурно да се бајле, да. пошто се поклапа и Бела ноќ. А, супер. Така? Да, Да, мислам дека и Бела ноќ тогаш се поклапа. Супер. Така да таа журка ќе трае, ќе трае, ќе трае. Пише ли лисно, Мартин? Сега се познаваш со сите нив лично. Да. Ама пише ли лисно да ги натераш да се соберат на едно место? Па не беше лесно. Не, а? Не. На почетокот ми беше као Mission Impossible, меѓутоа, знаеш како се слушав со луѓе во као, ајде, јас знаеш тоа било се никогаш, поминати, години помина, да. Па има некој, па не знам, ја не сакам сега ова, па не сакам, знаеш, веќе во друг филм сум, не можам да се навраќам на ова. Меѓутоа сите ми рекоа дека идејата е одлична и дека не е проблем, ќе ја поддржат. Значи, малце беше телефони, значи ми избрка од дома, нели, значи тоа беше од Ама ти заедно со картичките да се Сабајле. договориме. Не, морав да ги оставам картичките. Морав да ги оставам тоа. Тоа ми падна најтешко. Да? Значи, телефони, разговори, се тоа. Одлично, значи, одлично. Ја баш вчера имав еден статус на Facebook, значи им благодарам на сите тие што ме поддржаа во ова, затоа што мислам дека ние како Македонија имаме страшно добар талент за музика. А музика немаме.
Значи идејата е ајде малце, знаеш, да се подсетиме на нешто што било кога добро. се твореше, кога имаше, кога све. Луѓе, можеме со македонска музика, не мораме Да увезуваме да не секогаш кажувам. нешто. Да. Значи, не мораме, имаме македонска. Дајте да ги поддржиме нашите македонскиве пејачи. Дајте да им најдеме работа. Да. Значи, дај А каде е бината, Мартин? Каде ќе биде лоцирана бината? до тренд. Значи, Добро. до тренд тука е лоцирана бината, Добро. тука е и випот и публиката е тука се, значи бината ќе Има и доеш ќе вип види. места, има и таква нешто? Епа, или има вип, нели, за ќе има еден вип каде што ќе бидат сместени сите овие Закупците, закупците од Сити Мол и јас зборувам за тој дел вип, јас го викам каде што ќе бидат сите пејачи сите на едно пејачи. место, да. Значи бекстејдж демек. Некој као тука бекстејдж, али полуотворен, као затворен. вип, Да. каде што ќе Аха. можат, нели, многу сакам многу дружат? новина. Тоа ми е најголема предност, значи со сите ќе се видат, луѓе се немаат видено многу години, а до Да. вчера заедно пеева. Да. Знаеш, да се видат. И сакам да направам еден изолиран дел каде што ќе можам што повеќе медиуми да донесам и ќе им дозволам да седнат да поразговараат, знаеш, малку да дигнеме бука со македонската музика, Да. пошто гледам во изминативе 3-4 Години? дена. Не, Тука, изминативе дена. 3-4 дена од Добро. кога објавивме ние. Аха, што ќе Значи биде? мах хит ретро за, нели, за петка со Сити Мол. Многу други компании исто почнуваат, знаеш, наместо да увезуваат скапи, прескапи, значи тие пари ги инвестираат во македонска музика. Значи Супер. тоа ми е многу драго и јас ќе бидам најсреќен ако Повторно се врати таа живост се на врати таа македонската живост, да се ангажираат македонски настапувачи, македонска музика, македонски песни, македонски хитови и малце да ја мрднеме таа естрада. Значи, идејата е да ја бутнеме македонскава музика за да може да се инвестира во нејзе, во македонските, за тие да инвестираат во нова музика и се И тоа така така е е. перпетум мобиле едно. Да, нормално. И сега не знам зашто ќе му битиме со следниот гледач, со нашиот прв гледач на оваа тема, дали ќе биде тоа ретро журката или можеби отворени или затворени трговски центри, зашто сме. Добар ден. Прво добар ден, се слушаме повелата. Слушам дека ќе имам журка. Слушам дека ќе биде весело. Да. Едно прашање до 20 организатори. Што правиме со галамата? Затоа што во тој дел каде што се наоѓа Сити Мол е урбана средина и луѓето таму живеат. Аха. Што и како им е тоа решено? Баш Добро. ме интересира. Добро, ви благодарам на ова прашање. Ајде следиме одговор. Галама како галама. Периодот е роден ден. Мислам, дури дома кога славиме роден ден, најавуваме дека тие периоди кога има се забава, случува? дека малце ќе се пролонгираат работите и дека нешто ќе трае подолго. Така да се надевам дека таа галама ќе биде сведена на некој си минимум, дека нема да биде тоа дека ќе пречи, меѓутоа од аспект дека кој све ќе настапи би било супер добро сите тоа да го сакат и да го гледат и да го слушаат. се Да, стигна мислам дека долу и нема да им пречи на луѓето, сепак тоа ќе биде, пак ќе кажеме, некои граници на нормал. Така, значи тој ден ќе биде галама низ цел град. Да. Значи Бела ноќе. Бела ноќе. Сега дека ќе има Галама е- забава да се бајле, сега Да, кафички значи, работи да се бајле. Затоа што градот организира, нели, бела ноќ и каде што е дозволено секаде да биде Да галама, се- тоа е да еден се ден работи во до- до утрото, така? Да, има Значи, Тоа е еден баскери, ден во годината. тон Тоа е еден активности, ден така во да. годината каде што пак е тој тренд, западен тренд, некој кој што нели е само пресликан кај нас. Така. Тоа ние не го таа тераме, бела тоа ние. ноќ каде што во сите градови, значи секаде на светот еден ден има таа бела ноќ каде што е многу Фреквентно, да. така, каде што има е можност ајде да се журкаме. Да. Значи затоа и обично е сабота према недела, за во недела луѓето да можат да одморат. Да одморат. Меѓутоа мислам дека тоа е Нема да им- журка е. Значи Нема да им пречи таа. журка е еден Требало, ден мислам, зашто би пречело, да. во годината, така да затоа и ја темпиравме да биде нели тој ден за да не можеме да речеме ако беше петок па сега ти речеме петок сабота. Кога Да, ќе луѓето дојдем завршуваат, ноќе. многу ќе им дојде, да. Така, значи и гледавме да ја склопиме во тој ден кога е галама секаде да биде и овдека галама. Да. Ни кажа како ќе изгледа ретро журката, ама Марко не ни кажа како изгледа кога се пазари во еден мол затворен, она со картичките и делот. Баш сакам да знам како се пазари. Значи многу интересно. Од бој аспект, од јас кога гледам тоа и јас кога одам да пазарам, тоа е мислам турбулентно. Добро. Да, жена ми, децата И? Тоа душа сега е новото ептен мало, али со другата има па таков еден голем проблем, каде што картичката што вика Мартин не ја давам, ама па имаме сакам ова, се трудам да не ја размазам и да не биде сето тоа Ама значи дека чекај, све. Марко, вие не седнувате на кафе.
вие одите барабар тука да не нешто Прво што излезе правиме, нека друга одиме на картичка. шопинг, да. А после тоа одиме на кафе. Значи јас Добро. сум различен од Мартин. Јас сакам да одам, да сакаш- седнам, да прошетам, знам да Аха, сугерирам на супер. жена ми, да речам Ова ова може, не, ова да. да, ама Добро. зашто сега ова да купиме ова друго, убаво ти стои. Се мешам у штипките. Значи тоа е Што ми веќе 8 сати. поинтересно. Ова што му го кажа е веќе 8 сати. Да, Цело трае, работно трае, време трае, ќе да. потрошиш. И трае. Па знае да рече некоја шај да стиднеме некоја пијачка што се вика да испиеме или да јадеме, Да па да преспие. продолжиме. Да преспие. Да, да го извакам целиот момент и да продолжиме. Така да тоа е едно патешествие целосно, да. Аха, Да, дури после работа некогаш ајде ќе се вратиш, ќе легнеш, ќе речеш чекај да одмрам, не. Ајде идеме у Сити Мол, го видов тоа сега го има на попуст. Да одиме да го земеме. До тој степен функционираме. А кога сте пазари за Марко, како се прави тоа? Се влегува во една продавница, се знае што се бира или? Најчесто знам што сакам, тоа е многу важно и кога идам го купувам на брзина што се вика. Влагам, взимам и си одам. Али сам. Сам. Не зимам суфлери со мене, не зимам некој да дојде да ми рече ова не може или ова може. Не. Идам сам, искористувам моментот и бегам. Мартин? 8 часа како? Вамо се Не, пие са? јас сум многу едноставен. Ја влегувам у една продавница. Жена бира, а јас Не, само ја влегувам у една продавница. Добро. Значи мене обично ми се чудат јас кога Пазарам. кога пазарам, така. Добро. Значи влегувам у една продавница. Ми се свиѓа кошулата, земам 3 исти кошули. Често гледам да бидат у иста боја. Иста боја? Па да. Добро. Значи можам да смешам и некоја боја. Значи 30 кош. Значи чорапи влегувам, купувам за цела сезона. Ме свееш? Исти чорапи купувам. Ме мрзи после да ги барам која кај ми е, ме свееш? Значи јас сум многу едноставен кој е Да тоа. може да распарпам. Да, да, и значи кај мене Логично. и обично влегувам во една до две продавници каде што знам дека би Добро. можел да најдам. Океј. Да, ова джемперче ми се свиѓа, дај ми ја таа боја, нели? Тогаш имам сугестија зашто оваа боја. Добро, не ми ја давај таа боја. Добро, не ми ја давај таа боја. Дај ми оваа боја. Околу која се расправате? А не знам сега, пази, вие жените ова ќе ти се комбинира со ова, ја ова ќе ти се комбинира чорапите, истите тие. Истите чорапи. Ова ќе ти се комбинира со ова ќе ти се комбинира. Ја тоа така не го гледам дали ќе се. Треба да е комотно, треба да е Да, убаво. мора да ми е пријатно кога ќе го облечам да може да функционира. Да. Ајде да видиме што ќе направи сега следниот гледаш. Дали ќе има свој осврт некој на темата затворени или отворени трговски центри. Ние се прашавме, отиди на ретро журка, муабетот и на се, и на купување, и начин на купување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се уклучив најверојатно доцна, затоа што слушам македонски изведувачи. Да, супер. На Facebook видов дека ќе биде Джеймс Забиела, не го спомнавте или го спомнавте? Не, уште не ги кажавме сите содржини. Сите содржини, Така да. е, да. Значи Не сега е разговараме спомнато Тема да се- беше за ретро забавата. Да, зборувавме за ретро журката само до сега. Добро, немој така, таман се израдувавме. Не, ќе биде, немој да се секирате. Значи тоа е после ретро журката, Да, меѓутоа тоа ќе биде крајот. Да. Добро, ајде можеме да кажеме, не слуша секако. Значи да, после значи генерално ќе има многу содржини. Добро. За 5 години на Скопје Сити Мол, почнувајќи од најмалите ќе има забава и за нив, каде што ќе настапува Петко, ќе има и ред други изведувачи, ќе има late night shopping кој што ќе може до доцните часови да купуваат на попусти, тоа ќе има големи попусти, речи си мислам дека сите Вистински трговци, попусти. вистински реални попусти. Добро. Да, а што се однесува до забавата, после ретро забавата настапува и познатиот Джеймс Забиела, кој што ќе биде, мислам, као финалето на целата Шлак. забава. Да, до Фајрон, што викаме, до крај. Супер. да, Супер, имаме и Fashion Hunt. Значи ќе има жири, ќе има едно специјално жири, ќе има Да, Атана Ситино ќе бидат задолжени, низ целиот мол ќе одат да ги бараат Значи, најпредставителното лице, го Така. крстивме заштитно лице на молот, меѓутоа тие некои кои што се облечени како што треба, кои што водат грижа за својот изглед. модата, за изгледот, да, ќе бидат однесени кај жири. Жирито ќе биде сочинето од Дадар, Сретен и ред други стилисти познати низ кај нас. Добро. И они ќе ги оценуваат и ќе има доста вредни награди, големи ваучери за нив да одат да си потрошат нешта во Скопје Сити Мол. Еве една сугестија, Да. може и некој што не изгледа убаво да се однесе за да се Ќе видиме тоа за става да на стане нив. поубаво. Види, значи познавајќи може? ги Атанас, Атана Ситино. така да они ќе изберат вистински. они нема да промашат, знаеш, нема да промашат. Сигурно ќе биде добар избор. Да. Да. А И што е сега- важно, Да. и пресконференцијата да ја спомнеме, која што Добро. ќе се одржи утре во 11 часот во салата 5 во Синеплекс, каде што ќе се обрати генералниот директор на Скопје Сити Мол, господиот Ебро Радевски,
и ќе даде една ретроспектива во изминатите На се 5 што се години што случило, се пет. случувало, да. За петкава? Да, баш Да. така. Така да ќе биде и тоа интересно. Да. Па се добро, сподели. питка за се ова. Питка. Да, а на темава се договоривме дека затворени трговски центри не треба. Дефинитивно. Дефинитивно? Дефинитивно затворени трговски центри. Добро. Од многу Јас сум причини. за. И од тоа што го кажавме, од комодитетот на луѓето, меѓутоа и од оној аспект дека го менаџира едно тело, тој цел мол, и сите размислуваат како едно, како семејство и кажуваат што е добро за молот, за разлика од отворените молови, центри, каде што секој си прави своја има, политика. тоа се приватни дуќани и не можеш да го организираш како што треба. Е, тоа е исто голем проблем. И тоа што ни го споменавме, сакам да го знаат сите, дека не е тоа туку така избран мирисот кој што ви мириса така, има кога ќе влезете во. милион цаки Значи некои тоа има кои што- истражувања, да, така за тоа така. која мирисба ќе го привлече Така, купувачот така, или така, кон така. вашиот, така Така. или воопшто кон Значи, целиот тоа се простор. трикови некои кои што ги користат Маркетиншки. генерално маркетиншки, ајде да ги кажеме, каде што сите закупци или ето така затворени имаат посебни некои специфични мириси кои што ние луѓето немаме представа што уствари значи, да. Оствари тоа се едни начини како да го привлечеш, тоа се истражување психолошки кои што некој уште одамна ги направил и знае што го привлекува човекот и што го мами. Така да тоа е една од причините исто што ги прави интересни, кој подсвесно влијае на сите нас. Така е, да. Да. Мартин, Интересно. се надавам и сигурна сум дека ќе биде ова добра ретро журка, ама и најдобра. уште не, ама и држам палци за нешто друго, за враќање, вистинско враќање на македонската музика, онаму Тоа е каде што идејата, тоа е така поентата на оваа журка. Да. Ви благодарам за учеството, ви благодарам Благодарам и на тебе, вам, драги благодариме. гледачи, за сите овие 180 минути што бевте и ова утро, второ утро, го одиме заедно, се будиме и расонуваме заедно со утринската отворена програма на телевизија Нова, која што ние нарековме информација точна на времена. ИТН. Продолжуваме натаму, следува веќе во 10 часот и четвртото издание на најновите, најсвижи информации од земјава и од светот. Останете на телевизија Нова. Довидување.